Груевски не успеа, Заев го повика председателот Иванов да му го додели мандатот за состав на владата. Ке се преточили предизборната математика во некакво ново парламентарно мнозинство предводено од СДСМ. Зашто дуи и натаму остава отворена врата за сите опции, па и коалиција со ВМРО ДПМН. Платформата на албанците пречка за договор или изговор. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Ова се само дел од прашањата за вечерашната топ тема на ваша страна. Меѓу другото, донесуваме интервју со Петар Гошев, кој во 1992 година го врати мандатот за состав на нова влада и го прашавме дали може да се прави паралела меѓу ситуацијата тогаш и сега. Вечерва и интересна сторија, како играњето друштвени игри може да стане сериозен бизнис, нешто што им успеа на четворица млади македонци. Останете со нас, со сите содржини, почнуваме веднаш. Првиот обид, односно првиот мандатар, не успеа. Никола Груевски синоќа соопшти дека не можел да состави влада, односно парламентарно мнозинство со Демократската унија за интеграција. Што понатаму ќе се случува? Парламентарната пракса и уставна, а и самиот устав налагаат мандатот да се додели на следната партија. Но во јавноста има различни толкувања, особено кај дел од експертите блиски до власт. Со соопштение денеска се огласи и шефот на државата кој вели дека откако ќе биде известен од собранието, а тоа веќе се случи, дека првиот мандатар Груевски не успеал да формира мнозинство, тој ќе ги почнал консултациите со институциите, како што се вели во соопштението, лиферувано преку Државната агенција МИА и политичките партии. Што сето тоа значи? Ќе успее ли Заев да формира ново мнозинство? Кои се пречките што можат да му се испречат на тој пат? Вечерва дискутираме со моите гости. Ѓорги Спасов, добро вечер и добре дојдовте. Миша Поповиќ, добро вечер и за вас. И Рамадан Рамадани. Но како вовед во вечерашнава дебата да ги слушнеме пораките од лидерот на опозицијата Зоран Заев, ставовите од кабинетот, но и анализа на дел од експертските ставови. Прилог на колешката Сања Јовановиќ. Очекувам Ѓорги Иванов да ми го додели мандатот за формирање на нова влада на Република Македонија. Сите поинакви опции ќе значат кршење на уставот и злоупотреба на функцијата. Никола Груевски никогаш повеќе нема да биде премиер. Председателот на СДСМ Зоран Заев ова го изјави по неуспешниот обид ВМРО ДПМН да договори парламентарно мнозинство со ДУИ. Но дали тоа ќе се случи и кога, во моментов е неизвестно, бидејќи се чека потегот на Иванов. Од неговиот кабинет вела дека тој чека официјално известување од собранието, пошто ќе почне со консултации со надлежните институции и политички партии. По добивање официјално известување од страна на Собранието на Република Македонија, дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада, председателот Ѓорги Иванов ќе почне консултации со надлежните институции и политичките партии. Со оглед на истекот на утврдениот рок, во членот 90 од Уставот, Собранието е должно да го извести председателот на Република Македонија дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада. Заев со контрастав. Тој одлучи да не чека некој да му демонстрира мнозинство и се пушти да го даде мандатот на партијата со најмногу мандати. Еве партијата со најмногу мандати или коалицијата предводена од ВМРО ДПМН со најмногу мандати не успеа да формира влада. Логично е мандатот да биде даден на втората по мандати партија во парламентот, а тоа е коалицијата предводена од СДСМ. Според експертите, нејасно е зошто председателот Иванов се повикува на собранието. Според професора Давидковски, на овој начин тој само се обидува да добие на време. Уставот е јасен, а според него, тој сега мандатот треба да го даде на втората политичка опција по број на освоени мандати, односно на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На маса во моментов имаме три опции, вели Давидковски.
Првата опција да се даде мандатот на втората политичка партија, да се чека 20 дена, ако не се создадат, ако не може да обезбеди мнозинство, тогаш идеме втората опција. Втората опција е парламентот тогаш да констатира дека не може да се состави извршна власт, тогаш да се само распушти и да се закажат нови избори, владата останува. И третата опција по мене како техничка влада. Да, како техничка влада, и третата опција да се сложат сите политички чинители, оние носители на мандатите, да формираат чисто експертска влада од непартиски министри, кои што ќе има со мандат година, дена до избори или така натака, со агенда. Препораките на Прибе да ги реши, да ги припреми локалните избори, да ги припреми парламентарните избори и со тоа мандатот да заврши на техничка или експертска влада. Сепак, во наши услови функционирањето на ваква експертска влада би било многу тешко. Речи си невозможно, вели Давидковски. Прво, ја не знам и кој би се нафатил таа техничка влада, согласно распоредот каков е на силите 49-51, овие вамо групацијата албански партии, како мислам дека во секој случај таа може многу лесно, ако некоја структура малку не задоволи, да ја оборат таа техничка влада, кој што впрочем 2002 ја обори и владата техничка на господинот Клјусев. И професорот Кадрил нема дилеми дали сепак ќе мора да се избере нова влада која би организирала избори, доколку сепак никој не формира влада. Но категоричен е дека не смее да биде сегашната техничка. Која влада ќе биде таа која ќе ги спроведе изборите? Прво, отворено и категорички изјавувам, а тоа е во духот на Уставот. Ова влада не. Ова влада апсолутно не. Оние, да кажем, решенија што ги нуди Уставот, или техничка влада, али нов состав, не ова влада, или експертска влада, политичките партии што се на власт не сакат да помислува за експертска влада, или евентуално коалициона влада, широка, али и таа е политичка влада и за таа нема да има согласност, останува, значи, повторно определбата да биде техничка влада. Но јас веднаш ве молам ќе нагласам. Имам сериозни забелешки за дејствувањето на техничката влада, ова што беше до сега. Дополнителен заменик, па министер, уместо да ги бркаат работите од надлежноста на конкретните министерства, тие од првиот ден кога седна на столица ве молам почна со тужби против тужби. Судовите се полни со кривични пријави од нив. Тогаш ве молам, тука нема ефикасност, нема влада, нема работење, нема честно вршење на функцијата, само ќе има обструкции, тужакања и резултати нема. Според него, државата не смее да остане без влада, но предупредува дека најлоша опција би била да се оди на нови избори. На овој начин уште повеќе ќе се предлабочи политичката криза, вели Кадрил, а Македонија ќе се соочи со сериозни последици. Беше тоа Сања Јовановиќ со анализа на дел од ставовите на експертската јавност и позициите на партиите во случајов на СДСМ и на она што малку е соопштено видна на писмена реакција преку Државната агенција МИА од кабинетот на шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Сублимирано, господине Спасов, Заев очекува да добие мандат, но кабинетот на председателот Иванов овој пат вели дека откако ќе биде известен од собранието, а веќе е известен според информацијата која што стигна од генералниот секретар на собранието, дека откако ќе биде известен дека првиот мандатар не успел да состави мнозинство, тој ќе почне консултации со институции и со политички партии. Што тоа значи, како го толкувате и што очекувате на крај? А тоа не значи во основа ништо. Тоа значи дека Ѓорѓе Иванов во главата можеби има некој концепт за обструкција на нешто што всушност е предвидено со Уставот и кое што он треба да доследно да го спроведе, како што тоа го направи при доделувањето прв пат на мандатот на Никола Груевски. Ако прв пат, кога беше завршија изборите, реши да му го додели мандатот на Груевски без било какви консултации, со било какви институции и со било какви други политички партии, и му возможи 20 дена да изнајде начин да формира парламентарно мнозинство за формирање на влада, логиката по ова што следи и како што е запишено во Уставот, сега би требало веднаш на втората политичка партија, која што има само два пратеници помалку од ВМРО да помене, да го добие мандатот и таа партија во следните 20 дена да се обиде да формира влада.
Тоа го налага логиката и тоа го налага консеквентноста на однесувањето на председателот. Меѓутоа, тоа што сега тој вели дека бидејќи не успеал Груевски да формира влада, тој сега ќе започнал некакви широки консултации со институции, не знаеме на кои институции мисли, па со политичките партии, па дури потоа ќе оценил дали постои мнозинство на кое што може он да му го додели мандатот, односно партија која што ќе може да формира такво мнозинство. Мислам дека тоа е некаква негова собствена иновација. Ако се придржуваше до тој принцип, тоа требаше да го направи пред доделувањето на мандатот на Никола Груевски. И тогаш требаше да каже не, мандатот не може да го додели име на партијата, заради тоа што во нашиот устав не постои формулација победничка партија, туку постои партија или политички партии кои што може да обезбедат мнозинство во собранието за обезбедување на влада. Уставот е сосема јасен, обврската на председателот е сосема јасна, меѓутоа никој нема гаранција дека врз основа на неговата партиска приврзаност и досегашно однесување, дека тој нема да се впушти во процес на така наречено одлагање на процесот на формирање на стабилна влада во Македонија. Поповиќ, кои се вашите очекувања? Мнозинството експерти, точно е дека постои поделеност во јавноста, меѓутоа мнозинството експерти се на линија дека Иванов треба без никаква дискусија, бидејќи повеќе почнатиот принцип, да го додели мандатот на СДСМ. Меѓутоа, што очекувате со оглед на ова најава за дополнителни консултации? Па, институција е тука чудниот збор во изјавата на председателот Иванов, заради тоа што се покажа од првиот циклус е дека само така давање на мандат може да не вроди со мнозинство. Така што некаква консултација може би и не е толку лоша идеја. Меѓутоа, тоа што се повикува на институции... На консултации со кого, бидејќи ако е до институциите, ние во овој момент немаме собрание. Ние имаме избрани пратеници со верификуван мандат, меѓутоа немаме собрание, бидејќи чинот на конституирање на собранието завршува односно реалниот мандат на собранието почнува со изборот на председател. Да, затоа реков збунува тоа што во формулацијата стои институции, заради тоа што консултациите околу формирање на влада се прават помеѓу партиите, а во некој краен случај собранието ја бира владата, така што и пратениците имаат тука удел. Меѓутоа, други институции немаат улога во формирањето на мнозинството и тоа збунува. Таа изјава на Иванов збунува. Да, може да се толкува дека има некаква можеби намера за обструкција, како и да е некакво одложување ќе има доколку институции се вклучат во некаква консултација околу формирањето на мнозинството. Рабадан има толкување дека откако синоќа ВМРО ДПМН нешто кратко пред полноќ го испрети тоа соопштение во кое што ја напиша онаа реченица не успеавме да формираме мнозинство со Демократската унија за интеграција, дека тоа е практично враќање на мандатот, бидејќи ние немаме некоја уставна политичка пракса на формално известување од страна на мандатарот, например, како што е тоа во Хрватска или некои други земји во регионот кои што имаат слични уставни одредби. Да, и дури и дел од преговорите меѓу партиите не се толку транспарентни како во други нормални демократски земји. Не толку. Да, па затоа доаѓа до исползување на роковите после кои ние гледаме дека веќе тој мандатар му истекол рокот. Јас мислам дека делот со консултациите мислам дека е изнаоѓање начин за обструкција. Тоа може да биде Уставниот суд, она прво на што помислувам дека може да биде сега, но вториот начин на конституирање на собранието е со обезбедување мнозинство кое ќе го избере, како што рече председателот на собранието, и со тоа се врши потполно конституирање на собранието. Мислам дека следниот мандатар, господинот Заев, можеби ќе тргне и на таа опција, зашто не може да се очекува од Иванов, кој што е страна во ова криза, да не заборавиме. Иванов е истиот тој кој што ја долго лекуваше
половина година кризата во Македонија со така наречените аболиции, и Иванов е човекот кој што седи во едно место на кое не е признат од најмалку две партии од пете партии со кои се очекува да се обезбеди мнозинство. Значи, ниту Демократската унија на интеграција, ниту СДСМ до денеска формално правно не го легитимирале Иванов како преседател. И мислам дека следи еден процес на конституирање на собрание, и според тоа ќе треба да се ориентираме. Само што една додавка. Мислам дека Иванов не смее да наседне на така наречени притисоци на кои што ќе биде изложен во овој период. Од типот како што беше дека ако јас не формирам влада, како што е Груевски, кризата може да се реши само со нови избори. Тоа значи дека никој освен мене не смее да формира влада, ако јас не формирам влада, па дури нити некој друг од редовите, да кажеме, на мојата партија. Втората работа, тој не смее да наследи на притисоци од типот дека доколку некоја друга политичка партија, која што има само два партијника помалку од ВМРО-ДПМН во собранието во овој момент формира влада, дека тоа ќе доведе до политички поделби, до дестабилизација, и дека тоа ќе ја загрози безбедноста на државата. Господин Спасов, ние видовме со многу потези од Иванов дека тој самиот како председател на државата со своите потези придонесе за онаа дефиниција космодис демократија, чаша во јама функционира. Се согласувам, меѓутоа он досега беше политички инструментализиран, ова што кажа Рамадани, од страна на онаа група во Македонија која што земјата ја воведе во длабока политичка криза. Сега со ваков тип на некоја дополнителна политичка инструментализација, од типот дека доколку некоја друга политичка партија добие мандат за состав на влада, што е норма во сите демократски држави, дека ќе се бара до Уставниот суд да ја поништи таквиот мандат на таквиот мандатар и така натаму, мислам тоа се будалаштини, на кои што ако самиот председател ги прифати и учествува во таквата буквално обструкција на целокупниот процес на создавање на стабилно парламентарно мнозинство и формирање на влада, мислам дека ќе биде клучниот фактор за продолжување на политичката криза во Македонија. Извинете, меѓутоа на Иванов не му е непознато да учествува во создавање на страв несигурност со своите изјави, така што не би се изненадил и ако и тој учествува во, и тој ги користи сите овие методи, во смисла на тоа дека не е ништо чудно и страшно ако втората најголема партија формира влада. Тоа не е Тоа е во овој момент логичен след според не е само што е логичен след, туку едно нешто што ние не го дискутираме доволно си во овој период после изборите, дека всушност ова урамнотежена ситуација релативно на политичките партии во сите блокови во парламентот е повише можност отколку некаков проблем за демократијата во Македонија. Ако велите сепак, господин Спасов, на почетокот рековте дека е можно Иванов да игра некакви игри или да купува време. Во која функција и за која цел би било тоа купување време? Во која функција и во која цел? Иванов тоа може да го прави од проста екзибиција, да не бидам груб со зборовите и така натаму. Меѓутоа, денеска веќе готово сите светски агенции објавија дека по враќањето на мандатот на Никола Груевски се очекува мандатот да биде доделен на втората поголемина партија во Македонското собрание, односно на нејзиниот лидер Зоран Заев. Тоа го очекува светската заедница, тоа го очекува Европската унија и така натаму. Иванов би можел да влезе во процесот на сплетки, правење на приказки за можната национална загрозеност, можна безбедностна загрозеност на Македонија, дека оставањето на една голема политичка партија во опозиција тоа би било скандал и крај за Македонија и така натаму, она што е всушност сегашна пропаганда на ВМРО-ДПМН. Од тука мислам дека он нема простор за тоа да го лекува, нема простор за такво нешто да прави, меѓутоа никој кога е во прашање Иванов, никој од нас не може да биде сигурен што ќе направи. Тука имаме сега два моменти за анализа, а тоа се две соопштенија на ВМРО-ДПМН. Едното е од синоќа во кое што рекоа дека
Единствено решение се нови избори, бидејќи се друго ќе значи продлабочување на политичката криза. И второто соопштение стигна попладнево како одговор на повикот на Заев да го добие мандатот, во кој што се вели дека Република Македонија нема да биде водена од, според нивниот речник, аболициран криминалец, ниту ќе добие просоросова влада. Бидејќи граѓаните на 11 декември ја дадоа својата подршка за излез од кризата и гласаа за проекти, а не за деструкција и велепредавства кои што ги промовираше СДС како нивна политика. Сега имаме два елементи. Првиот елемент од вчерашната изјава би можел да се коментира како став дека ВМРО ДПМН не е заинтересиран за нов мандат, бидејќи во тој случај би требало тоа да биде друга личност, а не Никола Груевски. Меѓутоа, денеска имаме една изјава во која што велат дека нема да има влада предводена од СДСМ. Што значи тоа? Ајде попоручи да. Па тоа е истата. Мислам дека не се разликуваат толку изјавите во смисла на тоа дека тоа е соопштенијата. Во смисла на тоа дека ВМРО сега бутка кон нови избори. Тие мислам дека имаат проценета дека тоа им одговара и тоа е наративот кој што тие го дефинираат. Мислам тоа соопштение во кое што повторно нели се креира приказната дека Соросови организации стојат позади не знам, владеат во сенка, е повторно нели старото добро и професорот Спасов предаваше јавни комуникации, јавно мислење. Страф несигурност како елементи на пропагандата. Постојано вие креирате ситуација во која што некој друг ги нели ги влече по луѓите само за да се создаде позиција во која што вие не сте одговорни за настанатата ситуација. Рамадани? Да, мислам дека ваквото, ако се тргне во некаква пак инструментализација на Иванов, што мислам дека не е можно заради претходно истрошената со аболициите и другите, се прават заради продолжување на ваквата неизвестност во Македонија, при што да не заборавиме, тие се на некој начин на власт. Ние имаме сега ситуација која трае веќе месец дена, значи имаме луѓе кои се пратеници, министри и во таква една несигурна своја лична судбина ја доживуваат, валјда ќе им биде сатисфакција што можеби ќе земат две плати и така натаму. Да, но друго ништо, значи во текот на таа неизвестност тие владеат и другото е ќе напоменам дека во едното или во двете соопштенија се споменуваат конфликти кои веќе почнале. Имено трудовата инспекција, знаете, беше во посета на општина Гостивар, па имаше некои информации дека денеска била во општина Тетово, во некои општини каде што тие мислат дека тие се луѓе или предводници на неуспехот на нивното преговарање со ДУИ. И тоа е веќе конкретно создавање на конфликти, значи збориме за двајца подпредседатели на третата политичка партија во земјата, луѓе со огромен број гласови и за големи градови, што може да им се врати и те како бумеранг во таа основа. Јас мислам дека сепак ќе се обезбеди некое мнозинство кој ќе го конституира собранието завршно со избор на председател. За мене овие две соопштенија од ВМРО всушност го укажуваат на шокот кој што ги има доживеено ВМРО ДПМН од тоа што ДУИ во последен момент одби со нив да направи влада. Ја мислам дека Груевски не може ова да го преживее. И првата реакција кога е добиено тоа дека он не може да состави влада, иако сите го обидуваше околу себе си дека владата само што не е составена, му е дека ако не бидам јас премиер на владата, тогаш мора да има нови избори. И втората работа, тоа е авторитарната матрица, ако не сум јас, а кој друг би можел да биде. Втората дел е пропагандата на стравот која што е спомна Миша, која што говори за тоа дека нема да дозволиме друг да ја води владата, независно од тоа што тој може дури да формира мнозинство. Дали е проблемот ако не сум, се извинувам, дали е проблемот ако не сум јас, кој друг би можел да биде, или стравот да не се случи во ВМРО ДПМН
Јадранка Косор. Тој дефинитивно сваќа дека не му е упатена една многу сериозна порака. Вчера раководството на ДУИ не му упати порака дека ти веќе не си никаков партнер за правење на влада во Македонија. А со оглед на тоа што не си никаков партнер, ти прашање е сега дали ќе бидеш доволен да останеш председател на партијата која што ја водиш. Веќе партијата без тебе можеби ќе има некакви понекакви резултати. Второ, ако ти веќе не си партнер за да направиш влада во Македонија, немој да се надеваш на некаква можност да бидеш некојаш кандидиран за председател на Македонија. Дуи не ја исклучи, не ги затвори вратите за таа можност. Не ги затвори вратите за сите пет опции. Доколку се создаде некаква ситуација во Македонија, да се создаде некаква друга влада, во која што, например, ако ја прифати таквата влада, платформата, например, за членство во Европска унија, платформата за НАТО, платформата за социјалното јавно обвинителство, платформата на албанските политички субјекти, според тоа, он вика да, во Македонија ние би сакале сите да можеме во еден момент да изградиме една модерна национална програма во која што ќе има простор и за припадници од сите политички партии во Македонија. Меѓутоа, тоа е наратив кој што говори за тоа дека нам ни е потребна модерна национална програма и потребно ни е разговор околу клучните елементи на кои што мора да се гради иднината на Македонија. Како што тука веќе навлегуваме во оној сегмент што би било понатаму. Да се довршам мислата. Значи, двете соопштенија на ВМРО ДПМН во врска со тоа дека ако тие не состават влада, ќе мора да има нови избори, никој друг не може да постави, и дека тие нема да дозволат аболицираниот или соросоиди да составуваат влада во Македонија, просоросовска влада, дека тоа се практично тоа е говор на омраза, тоа е говор на застрашување и тоа е практично дел од она авторитарна матрица на владење која што не признава парламентарна демократија, не признава друго мнозинство освен себе си како фактор на политичкото одлучување во една заедница. Пред да преминеме на разгледување и анализа на можните сценарија, бидејќи сте тука и вие, господине Спасов, како директен учесник во случувањето 92-та година, дерови има обиди да се прави паралела меѓу тоа што се случуваше 92-та година кога Петар Гошев го врати мандатот за состав на новата влада и мандатот тогаш повторно му беше доделен на Социјалдемократскиот сојуз, на нов мандатар, на Бранко Црвенковски. Господино Петар Гошев, денес како прашавме за неговото искуство тогаш, при тоа мотивите и причините, и дали може да се прави паралела меѓу ситуацијата тогаш и она што се случува деновиве. Бев незадоволен од она што се нуди како министри за состав на влада. Времињата беа мощно сложени, сметав дека треба да има многу посилна влада и одлучив да го вратам мандатот и да не навлегувам сега во други детали околу тоа прашање. Но централното прашање е дали тогаш се направило преседан и сега тој преседан дали може да им послужи на луѓе во власта да манипулираат со доделување на мандатот на втората партија по големина. Не постои никаков преседан, не постои никаква повреда на уставот и на законите од тоа време. Мандатот го вратив како личност. Мандатот не можеше да биде доделен повторно на друга партија, затоа што Социјалдемократскиот сојуз беше единствениот кој што можеше да формира мнозинство од 61 пратеник. ВМРО ДПМН доби мандат, на Ѓоргиевски му беше доделен, тој го врати мандатот. Единствено со Социјалдемократскиот сојуз сакаа да коалицираат тогашните реформски сили, партијата за демократски просперитет и други помали и независни пратеници. ВМРО имаше 38 пратеници и тој немаше теоретска можност да стигне до 61 пратеник. Затоа мандатот мораше да биде вратен. Дали од тоа треба некој да извлече дека требало веднаш да се распишат нови избори? Одговорот е не. Затоа што повторно
61 пратеник треба да гласаат за тоа дали треба да има повторување на избори или не. Председателот му го даде мандатот на Груевски без да провери дали Груевски има мнозинство во парламентот. Се покажа дека Груевски нема мнозинство во парламентот и сега треба да уследи веднаш доделувањето на мандатот на втората поголемина партија во парламентот и таа да покаже дали има мнозинство заедно правејќи коалиција со други. Председателот според член 90 може и мора да постапи само така. Секоја друга постапка е флагрантно кршење на Уставот на Република Македонија, а јас во една прилика реков дека тоа е всушност пуч во Република Македонија, а не некои претходни обвинувања на таа тема. Наред е Заев и Иванов не треба да чека. Значи веднаш треба да го додели мандатот на СДСМ, односно СДСМ го има лидерот на таа партија, СДСМ одлучува кој е мандатарот, се разбира, во овој случај очигледно председателот на партијата. И така треба да постане. Заев ќе се обиде дали ќе собере мнозинство од 61 пратеник и тоа ние се уште не го знаеме и треба да се чекаме. Тоа значи треба да одговори Социјалдемократскиот сојуз во заедничките разговори со нив да ги расчистат тие прашања. Јас не гледам причина да не се прифатат повеќе од тие прашања, меѓутоа во разговорите се расчистуваат сите тие прашања. Ако се држи став дека Република Македонија треба да остане така како што е дефинирана во сегашниот устав на Република Македонија, во кој што се вградени одредбите договорени со Охридскиот договор, а тоа значи дека Македонија генерално е унитарна држава, не федерална држава, не конфедерална држава, конфедерациите фактички се сојузи, не се држави, а има и различни типи федерации, тогаш прашањето и на употребата на јазикот добива различен контекст, различни димензии. Ако е расчистено прашањето дека не сакаме од Македонија да правиме две држави, употребата и изедначувањето на албанскиот јазик со македонскиот нема да биде така травматично примено од македонската етничка заедница. Петар Гошев со дел од неговите објаснувања и коментари за тоа што се случуваше во 1992 година и секако оценка и прогнози за оно што следува. Господин Спасов, во тоа време сте член на председателството на се уште беше СКМ-ПДП на СДСМ. Председател е Бранко Црвенковски, меѓутоа партијата одлучува мандатот да го добие Петар Гошев. Гошев ги објасни причините зошто го враќа, бидејќи добил список од министри и он не кел да биде таков кукла премиер, како што многу пати има кажано. А по сето она што го кажа и господинот Гошев, може ли да се и сите околности што ги знаете од тој период, може ли да се влече каква било паралела со сега ова што го имаме? Па не може да се влече било каква паралела и во право е господин Гошев кога вели дека владата го доби мандатот тогаш, првиот мандат кој што беше доверен на Петар Гошев врз основа на мнозинство кое што го покажа пред председателот. На таква прилика се создаде прво по изгласувањето на недоверба на веќе претходната влада која што беше водена од Никола Клјусев.
бидејќи се создаде мнозинство во парламентот од 3 политички партии кои што имаа речиси 70 повеќе од 75 пратеници во собранието, тие го добија мандатот да формираат влада и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го довери мандатот на Петар Гошев да формира влада во рамките на тоа мнозинство. Кога Петар Гошев самиот оцени дека министрите кои што му ги предлага политичките партии во рамките на тоа парламентарно мнозинство не се од таков карактер за да може тој да ја спроведува програмата како што имаше замислено како мандатар, тој излезе на пресконференција и рече јас го враќам мандатот, јас лично не можам да формирам таква влада, молам нека формира било кој друг од ова парламентарно мнозинство и по таа основа Бранко Црвенковски ја формира владата и го имаше тоа мнозинство како што веќе беше обезбедено во претходниот период. Според тоа, две паралели не може да се влечат во тогашната ситуација и сегашната ситуација. Затоа што во сегашниот момент Груевски доби мандат и покажа дека не може да обезбеди парламентарно мнозинство. Значи нема мнозинство за формирање на влада. Според тоа, сега повторно да му дадете мандат на политичка партија која што покажала дека нема мнозинство за формирање на влада е нонсенс и глупост. Добро, 92-та има и едни други околности кои што се влечат од почетоците на државата кога се делат функциите меѓу ВМРО, СДСМ и... Ама тогаш постоеше, тоа беше во самиот почеток на државата. 90-та година, кога во изборите во 90-та година, ноември 90-та година не беше донесен новиот устав. Вие знаете, кога се делеше, председателот се избираше од редовите на собранието. Имавме сосема поиниква политичка ситуација. Меѓутоа, во однос на доделувањето на мандатот, апсолутно Гошев е во право. Не постои нешто што можете да го кажете, да, тоа еднаш сега се случило, меѓутоа тогаш тоа мнозинство имаше мнозинство и таквото мнозинство се формира влада во најнормални околности без било какви проблеми со уставот и со добивањето или со враќањето на мандатот. Сегашната ситуација е проблематична затоа што Груевски покажа дека не може да формира мнозинство за формирање на влада. Не можете вие сега повторно да го дадете на истата таа партија мандатот за повторно 20 дена да чекате кога така би било, кога така тоа би било можно, тогаш прашање до кога вие ќе го давате мандатот на таа влада? Зошто не тогаш да го дадете и трет пат? Зошто да не го дадете и четврти пат? Зошто да не го дадете се до последниот пратеник со кој што таа располага во собранието или во своите редови? И тогаш ја доведувате целокупната политичка ситуација до своевиден апсурд. За се избегне таквиот апсурд, уставите предвиделе и во нашиот устав предвидела дека партијата следната која што има најголем број на претенции го добија мандатот и ќе се обиде во одреден период да состави влада. Кои се сите опции на Зоран Заев како следен мандатар? Математички најмал број на пратеници 62, среден 67, максимален број коалициски потенцијал 69. Но дали математиката е еднаква со преговорите и што се ќе се испречи или би можело да се испречи како проблем во преговорите кои што би следеле во иднина? По кратката пауза за реклама. Топ тема на ваша страна. Ѓорги Спасов, Рамадан Рамадани и Миша Поповиќ се мои вечерашни гости во анализата на последните случувања откако Груевски синоќа не успеа да формира мнозинство, а Зоран Заев го очекува мандатот за тој да се обиде да формира нова влада. Господин Рамадани, повторно дојде првата порта на која што ќе тропне Заев. Но и по сите консултации изминативе денови, по овие долгодневни и доцнанокни седници на Централното председателство, официјалната изјава е дека немаме доволно аргументи да се одлучиме ниту за една опција и дуи ги остава отворени сите 5 опции. Да. Зошто? Па мислам дека тоа е некаков учтив муабет за да заврши рокот и ова откачувањето беше со завршување на рок, не беше откачување експлицитно или таксативно напоменување на некој дел од преговорите или не знам да лицето мандатарот не им се допаднал или така натаму, туку беше одбивност врз база на исползување на рокови, иако едната од опциите веќе од вчера е исползувана, тоест ВМРО ДПМН веќе не е мандатар за
за добивање на мнозинство. Од почетокот од после изборите, која ќе пресметаме, Дуи е во најнезгодната позиција заради бројот на пратеници кои ги добила. Првото е од изборниот резултат. Знаете ви, ние немавме ситуација, долги години, ситуација во која една партија губи пола од своите гласови освоени на претходните избори. Дури ни во регионот нема таков случај и тоа е сериозна судбина над која би требало да се загрижи Дуи. И второ е точниот резултат на потребни мандати. Има ли такви шокови кај СДСМ? Дуи беше навикната од 2002 наваму да биде суверенот, инаку. Да, и значи за прв пат Дуи не представуваше веќе мнозинството на албанци од 20 пратеници преку албански. Што значи сега ова кога ќе излезат и ќе кажат во игра се сите 5 опции, а знаеме 5 опции се коалиција со ВМРО, тој прв обид пропадна, коалиција со СДСМ, Дуи во опозиција, широка коалиција, ВМРО вели не доаѓа во предвид, ние остануваме на прогласот, во прогласот велат не прифаќаме хибридни решенија и петтата опција се нови избори. Да, дури и новите избори не знам како би одговарале на Дуи, мислам, со која памет, така да тие сите опции вреди да се дискутира, но она што се случи вчера е дека мандатот истече на ДПМН и тоа е она прво кое Груевски треба пред својата партија да го обзнани тој пораз или да го објасни, па потоа и кон коалиционите партнери кои вчера ги собра, како што видовме навечер, веројатно да ги одрезат, меѓутоа тоа да се ги толкува дека финализират. претходно имало договор, меѓутоа во последен момент Ахмети се откажа. Ние не можеме да знаеме заради нетранспарентноста што точно се случило и како дошло до тој пресврт. Инаку се покажа, значи, стравувањата на Груевски кои беа обзнанени, да се подсетиме во јавноста при средбата после качувањето во Буре и прогласот од ДИК, имаше една средба со америчкиот амбасадор и таму беше назначено дека тие победиле, но се во неможност заради нивните партнери кои ќе бидат оневозможени од вака на така некои мистериозни моабети и не знам зошто после тоа се прими Има неофицијално две мандатот. објаснувања. Првото е дека наводно се договориле начелно околу некои принципи за реализација на барањата на Дуи, тоа било усогласено. Дури имаше и информации на дел од медиумите синоќе дека ВМРО ги прифати барањата на Демократската унија за интеграција, меѓутоа потоа Дуи, тоа е првата варијанта, потоа Дуи побарала наводно целосно исполнување на барањата без никакви меѓуфази и така натаму, а второто објаснување е дека се срушило кога Ахмети побарал Груевски и останатите кои клиенти на специјалното јавно обвинителство да не бидат дел од владата. Да, не можеме да знаеме, но би сакал да сподела во јавноста една, значи во делот на македонски јазик на јавноста не е тоа запажено, но ова битка траеше едно 2 недели и преку Косово и преку Албанија. Во тамошни медиуми, сигурно со некои локални моćници, луѓето на големо лобираа за Груевски да состави влада, да биде премиер и да го добие Дуи како партнер. И во една таква најголема, да кажем, излетеност вчера што се случи, Демократската партија од Албанија, најголемата тамошна опозициона партија, дури честиташе во воведување на двојазичност и така натаму, што беше своевиден гаф, но тоа беше еден плод на таа пропаганда која се водеше, која за жал јавноста во Македонија не беше толку запознаета со тоа, но тоа течеше. Значи паралелно имаше некоја ВМРО машинерија која ние тука можевме да ја следиме некаде преведена во некои сегменти како одговараше и тоа беа подоста моćни медиумски лоби групи во Албанија и во Косово кои ја тера таа приказна и на крај тоа сепак не се случи. Ние не можеме да знаеме дали таму има некој слом во тие преговори или пак има некој таен договор за, не знам,
да се пролонгира кризата или не знам што друго, мислам дека со текот на времето тоа ќе се покаже. Попович, како гледате сега на овие позиции на ДУИ, кога има 20 дена, а и натаму остануваат на ставот дека нив се уште дека немаат аргументи за во моментов за ниту една опција и отвараат оставаат простор за сите 5 опции. Да. Една цинична анализа би рекла дека ДУИ и ВМРО се спремаат за избори и тоа некако го може да се види од како вестите вчера откако ДУИ кажам се уште кажа дека се уште не донеле одлука и дека таа вечер нема да донесат одлука. Имаше паралелно билдање на позиција на ДУИ дека ДУИ го одбива ВМРО, а тоа нели беше главното незадоволство на албанските гласачи дека ДУИ е премногу вазалски настроено кон ВМРО. Меѓутоа во истото тоа медиумско известување имаше и еден да го потребам зборот пркос на ВМРО кој што нели ги одбил тие барања во последен момент кои што дошле од Али Ахмети. Така што мислам дека и двете партии билдаат една таква позиција. Меѓутоа постои уште една опција која што е нели во краен случај може да се тестира, а тоа е да видиме во собранието заради тоа што сега разговараме за преговори помеѓу лидери. Меѓутоа ние не знаеме како пратениците од партиите гледаат на тоа кој треба да состави мнозинство. Зашто на крајот на денот може би дел од пратениците на ДУИ би гласале за мнозинство предводено од СДСМ. И тој тест не е ставен во варијанта, бидејќи нели постојано зборуваме за преговори помеѓу лидерите на политичките партии. Тоа е луда замисла нели во Македонија заради тоа што сме научени пратениците да зависат од нели лидерот на партијата, меѓутоа мислам дека притисокот може да биде ставен и на пратениците и да се тестира нивниот поглед на тоа што и зошто гласачите гласале и како тие нели очекуваат да се разврзе сета оваа приказна. Има некои оцени, односно преовладуваат се чини оценките во ДУИ дека новите избори не се опција за никого, ниту за оваа партија. На што се игра тогаш? На широка коалиција или едноставно збогување со Груевски, отварање на простор за можна коалиција со ЗАЕВ? Јас мислам дека ова беше извонредно храбна одлука на ДУИ по сите пораки кои што оно ги доби и од сопствениот електорат пред се, дека на тамошното коалицирање со ДУИ дополнително ќе допринесе да ДУИ со ВМРО да ќе допринесе да ДУИ исчезне од политичката сцена на Македонија на некои следни избори. И втората работа беше пораката од мислам меѓународната заедница која што постојано повторуваше дека на Македонија е потребна влада која што ќе ги реши клучните причини за политичката криза во која што влезе Македонија. И ако се сеќаваме кои беа клучните причини, тоа беа прислушувањето, тоа беше откриениот криминал, тоа беше споеноста на државата со партиите на власт, тоа беше меѓу другото нефер услови за избори, тоа беше неслобода за медиумите и така натаму. Тоа значи дека ДУИ мораше да размисли за правење една политичка платформа во која што покрај сите овие елементи кои што се битни за излегување од политичката криза, ќе бидат ставени уште два суштествени елементи. Конечно затварање на проблемите кои што се јаваат во меѓуетничките односи, кои што произлегуваат од платформата која што тие сами ја понудија, и втората работа, конечно отварање на суштествените прашања за македонското интегрирање во НАТО и во Европската унија. Оттаму, мислам дека било кои анализи што ги правиле таму, независно од тоа што за нив постал страв, дали ќе се наруши нешто во однос на тоа победник со победник и така натаму, и дали во иднина може би можеле да го нарушат тој принцип кој што ними обезбедуваше некаква привилегирана положба, преовладало нешто што ика дека Македонија мора да се направи политичка коалиција, односно влада, на платформа за политичка коалиција која ќе ги решава суштествените проблеми во Македонија. И јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз во оваа ситуација е во ситуација да му понуди на ДУИ таков видна политичка платформа
и на другите, заедно со сите други албански политички партии, да се направи една стабилна влада, која што меѓу другото ќе се темели пред се на прифаќање на најголемиот дел од барањата од политичката платформа за која што застана сега албанците. доаѓаме до судирот, да. Само да довршам. Втората работа е интензивирање, воспоставување на добри односи со соседите, она што го расипа ВМРО-ДПМН во однос на потрагата по антички категории на македонците со Грција, во односите со Бугарија, со Албанија, исто така со соседните земји. Втора работа, враќање на владењето на правото, слобода на медиумите и она што го рекаме независно судство и поделбата на власта како основа за европските вредности, како би можела Македонија во еден многу брз рок со една таква влада да се интегрира прво во НАТО, а потоа истовремено да ги започне разговорите за членство во Европската унија, што е суштествена димензија за зачувување пред се на територијалниот интегритет на Македонија во услови кога се цветска веќе по границите во околните земји. Убаво, тоа се многу суштествени земји, да, убаво кажано како стратешка замисла. Меѓутоа сега доаѓаме до она клучно прашање колку ќе биде лесно да се реализира. Кои се опциите на Заев? Најмалата математички 62, 67 или 69 пратеници, односно 62 пратеници само СДС, МДУ и Алијанса. 67 пратеници СДС, МДУ и БЕСА и Алијанса и 69 ако влезат и пратениците на ДПА. Меѓутоа, колку тоа ја олеснува или отежнува преговарачката позиција на Заев, имајќи предвид дека ќе се соочи со партии кои што ја потпишаа платформата на албанците, а кои што отворено заговараат редефинирање на уставот на државата, нешто што ќе се чини ќе биде тешко прифатливо и за Заев. Значи, владина платформа ќе мора да се потпише на основа на оние принципи кои што ќе бидат некој тип на најмал заеднички именител на политичките партии кои што ќе влезат во таа влада. Независно што секој од нив може да има своји максималистички барања. Меѓутоа, ако тие ја прифатат платформата за формирање на влада, тогаш таа платформа ќе биде реализирана во одреден временски период за кој што ќе биде формирана таквата влада. И од тоа мислам дека многу е битно да се формира таа проевропска платформа за таква влада, која што, меѓу другото, ќе биде отворена. Дури сметам дека кога тоа ќе се направи, тогаш политичките партии во Македонија може да излезат и да речат да, ова е модерна национална програма на Македонија. Ова е програма за Македонија во членство на Европска унија. Проевропските елементи се на дното од таа платформа. Значи, кога се прави политичка платформа за влада, тогаш се прави договор отприлика во однос на приоритетите кои што ќе бидат прифатени заради динамиката на реализацијата на таквите приоритети. Со оглед на тоа што една од суштествените цели на едната влада треба да биде да ги отстрани причините заради кои што Македонија влезе во политичка криза, таа ќе мора да се зафати пред се со осредување на оние елементи кои што Македонија ја воведува во политичка криза. А тоа беше криминалот, тоа беше власт без контрола кој што беше, тоа беше отсуство на слобода на медиумите, тоа беше меѓу другото сето она злоупотребата на институциите на власта и пред се на службите за државна безбедност за прислушување, тоа значи ослободување она што го рекуваме на институциите од нивната заробеност од страна на една политичка партија. Ако само тоа се успее во еден период, Македонија ќе направи голем чекор напред и ќе се врати во она што го нарекуваме некој нормален колосек на движење кон Европската унија и кон НАТО. А ако успее да ги подобри однесите со соседите, со онаа политика која што викам изменување на онаа република која што досега имавме, она има можности да го направи она што го постигна Социјалдемократскиот сојуз од 2005 година и дури под референцата од ФИРОМ да стане членка на НАТО. Да, меѓутоа претходно треба да се прескокне нешто што се вика рамноправност на јазикот, една од три водечки функции, консензуалност за буџетот, бидејќи на дното се овие две функции. Ниту едно од тие барања не е барање кое што не може да се прифати во Македонија, затоа што сите тие барања се апсолутно имплементација на сето оно што го бара рамковниот договор во Македонија. И тоа бидете сигурни, на Социјалдемократскиот сојуз му направија услуга моменталните преговори што се водеа меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ, во кои што отприлика дел од тие барања беа прифатени од ВМРО-ДПМН во голема мера, барем колку што стигна информациите, и не само тоа, него всушност тамо нема барања
кои што се на штета на македонците во Македонија. Туку се барања кои што конечно ќе се затвори равноправноста меѓу македонците и ова кој што е најголемата етничка заедница во Македонија, албанците, истовремено тоа ќе профитираат и сите други етнички заедници, ќе ги добијат тие барања кои што со тоа се бараат. Се согласувате дека вака лесно ќе оде и дека вака лесно и едноставно сето тоа и во идеални ситуации да се договори би било прифатено од поширок дел од јавноста? Не мислам дека лесно ќе оди во смисла на тоа дека јазикот на национализмот лесно се злоупотребува во Република Македонија и самата тоа убаво го истакнувате. Хиерархијата на тоа кои се приоритетите на таа платформа укажува дека всушност духот на пишување е национален и националистички, а истовремено и одговорноста за неуспехот и зошто ги има тие барања се трга на страна. Значи таму има во барањата на платформата на албанските, тоест декларацијата на албанските партии има работи што всушност не би функционирале не би ги оствариле целите подобро од онака како што сега е системски поставено, а не е имплементирано. Значи имате влошување. Пример, не знам, центри за јазик, наместо да се инвестира во универзитетот и така натаму и така натаму. Имате, се согласувам со Спасов, дека во принцип нема барања на штета на друга етничка заедница, меѓутоа истовремено кога ќе кажете побалансиран етнички, побалансиран буџет регионален, тоа треба прво да се проблематизира како се носи буџетот во Република Македонија, кој што се носи комплетно неплански. Така што сите тие работи... Ние имаме во моментов решенија, например, ние имаме Агенција за рамноправен регионален развој, која што е поделена статистички плански на плански региони, меѓутоа таа агенција никогаш не го добила од владата потребниот буџет. Не е само тоа, него вие имате основна дефицитарност во носење на буџетот. Вие имате носење на буџет, а ниту институциите кои што треба да го планираат буџетот не ја виделе фискалната стратегија за наредните 2 години. И вие сакате да имаме плански буџет кој што ќе има идеја за развој на сите региони кои што истовремено придонесува кон подобрување на етничкиот соживот, ама проблемот е во самото носење на буџетот, не во само во тенденциозноста. Така што се согласувам дека нема тука освен она со геноцидот кој што не знам како државата би може, колку е релевантно тоа за државата да го носи. Другите работи не се некој голем проблем, ниту се на штета. Рамадани, колку е проблематична во содржински платформата и колку таа ќе му биде терет на заед со оглед на тоа што доаѓаат и локални избори. Да. Проблематично е нешто од донесувањето на декларацијата на албанските политички субјекти е баукот кој што се створи околу тоа. Имаше некои несреќни совпаѓањето со празник, спомнувањето на резолуција за геноцид преди Македонија воопшто да постои од политички смисол, значи од 1912 и така натаму, некои работи кои докрај не се објаснија и сето тоа произведе едно читање кое многу ги погоди албанците во смисла на тоа дека од некои кругови, дури и проевропски, граѓански, либерални и така натаму, беше како неочекувано, значи, кои сте вие сега да имате политички барања. И тоа произведе да ова декларацијата од почеток погрешно се читање. Кога ќе ја прочитаме декларацијата, во еден дел е како што наведе Добро Миша, тоа е само една листа на досега ненаправени работи. Ако вие до денеска го спомнувате Охридскиот рамковен договор, па за тоа се одговорни сите албански и сите македонски политички партии кои постојат овие 16 години, колку тој не е 15 целосни години како што тој не е имплементиран. И другото, она што вреди за делот кој што ти го кажа што е на дното или што не. Тоа е делот суштината, бидејќи заев дури и гласовите што ги доби од албанците ги доби на крилјата на она што беше плод на шарената револуција. А плодот на шарената револуција и целта беше тие точки кои што се последни во
во платформата. Демократизација на државата, тоа евроатлантските зависи интеграции. како ќе се состави програмата на влада и кои ќе бидете приоритети. Вие во ваков политички моментум кој што Македонија е дефинирана веќе како држава, заробена држава, знаете, ние во последниот индекс не бевме веќе оквалификувани како изборна, како беше формулацијата, изборна демокрација со проблемати и автократен режим, хибриден режим. Значи вие во таква ситуација не можете без да го имплементирате рапортот на Прибе и владењето на право да донесете јазик за употреба на албанскиот јазик. Зашто во држава во која не владее правото, не владее ни законот за јазик. Тоа е толку просто, мислам, и очекивано. Затоа приоритетите се другачи. И другото што не се успеа да се прочита е тоа дека во декларацијата стои клаузула на крај, кој имал трпение да прочита до крај, стои дека ова е за овој мандат или следните мандати. Значи, тоа не се става некоја временска рамка на тоа. И третото, стои една клаузула, ја дури не можев до крај да ја разберам, дека сето ова ќе биде во согласност со уставот и важечките закони во Република Македонија. Значи, кога ќе се прочита сето тоа, таму има подоста материјал кој што би обезбедил преговарачки позиции на сите политички партии. И третото, извинете што сакав да го наведам, е дека ултимативноста на декларацијата беше насочена кон албанските политички субјекти во Македонија, а не кон македонците или кон државата. Таа ги обврзуваше албанците. И ви видовте вие деновиве, дури тајно по Алкидики стратегија расправаше и преговараше со ВМРО ДПМН, Алијансата за албанците која има 3 пратеници и движењето БЕСА се доведоа до позиција да одеднаш дури да дојде до тоа да се дистанцираат од декларација, зашто дури никогаш не ја спомнуваше во текот на преговорите. Пак ги ревитализираше своите 4 точки и не знам друго. И во ова издание се обидувам, ве поттикнавме и ве поттикнуваме да учествувате и со ваши ставови и коментари, да ги слушнеме, па потоа одиме со завршните зборови на моите вечерашни гости. Кој ќе биде новиот мандатар за формирање на влада? На социјалните мрежи од ноќеска се лицитира дали тоа ќе биде СДСМ или мандатот повторно ќе го добие ВМРО ДПМН. Најмногу коментари се упатуваат кон председателот на државата кој треба да ја донесе таа одлука. Топ тема на ваша страна го побара вашиот став за тоа дали Иванов мандатот сега ќе му го даде на СДСМ или ќе експериментира со други правни игри. Многу експерименти направи, ама ни еден успешен. Белким стави прст на чело, гласи коментарот на Слободанка Дуева. Ставот на Александар Ајдаров е дека Иванов нема да ризикува уште еднаш да му се случи уште една револуција и серија протести и констатира дека тој ќе му го додели мандатот на Заев. До сегашното искуство, напиша Стефанија Анастасова, покажува дека во клучните моменти Иванов е секогаш на страната на тие кои го ставија на таа позиција и јасно е дека ќе ги искористи сите други правни механизми за да не го додели мандатот на СДСМ. Има ставови за тоа дали откако Груевски не му успеа да формира влада, дали тоа ќе успее да го направи Зоран Заев. Дино Сума Мемеди по тоа прашање смета дека Заев сега тактизира. Тој ако е добар политичар треба да прифати некои услови само за да биде на чело и да го сработи ветеното, да ги затвори криминалците и убиците и се друго што треба, но тој ќе избега од оваа реалност, констатира Мемеди. Лилјана Јаковлеска пак е настав дека тоа ќе му појде од рака на Заев, но вели само уште малку да се помачиме. Ставот на Петар Вонколовски е дека Заев прво треба да се изјасни дали го признава председателот Иванов или не, па после набаци рака. При тоа тој прашува дали наисправно ќе биде ако Иванов не додели мандат за влада по стапките на Глигоров. На социјалните мрежи се толкуваше и уставот во делот на доделување на мандатот за формирање на влада. Саша Мерџановски при тоа наведува дека Иванов повеќе не сме да се дозволи да експериментира. Ако внимателно го толкуваме уставот, член 90 во делот да го довери мандатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието, може да се заклучи дека следен потек би било потрага по партија која може да обезбеди 61 пратеник. Логично тоа би била втората партија во собранието според бројот на пратеници СДСМ. На социјалните мрежи за целата ситуација имаше и вакви коментари. Подобро без влада отколку влада што те дере до коска, напиша Мартин Матас. А на ист став е и Маријан Петров, зашто да живеат на грбот на народот, да крадат милиони, а народот да нема ни за леп. Без нив се може, со среќа, напиша Петров. Емилија Серафимовска е на став дека со толку неспособни, алчни, лицемерни политичари, најдобро би било влада без нив, влада составена од граѓани која сигурно би функционирала одлично. Таа на крај констатира, ова веќе не личи на држава.
Во обид драмата околу тоа кој ќе биде идниот мандатар будно се следи на социјалните мрежи и ако многумина очекува се да се заврши денеска, очигледно е дека неизвестноста ќе потрае пред да влеземе во вториот дел од сагата на формирање влада. Благодарам, тоа беше Тамара Гранчаровска. Очигледно ќе бидеме во неизвестност и изчекување што ќе се случува во следниве денови. Завршни зборови, бидејќи сме веќе сосем при крај. Господине Рамадани, може ли сценарий? Првото, кое што го посакува СДСМ Заев да формира влада, без оглед во која од овие комбинација од 62 до 69 пратеници, но што доколку тоа не се случи? Мислам дека тоа ќе се случи, но преку покренување на собствена иницијатива не можете вечно да чекате, значи, на други иницијативи, ќе треба да се покрене иницијатива за составување и за опипување на такво можно мнозинство. Заеве во предност, например, од Груевски, зашто Груевски уште во почетокот имаше хендикеп, двете партии, значи две коалиции, Движењето Беса и Алијансата за албанците, кои вкупно се беа 8 пратеници во собранието, после пола сат од доделување на мандат, рекоа дека нема да преговарат со обвинети од СЈО. Заев го нема тој хендикеп, практично има можност од 69 па надолу да направи некакво мнозинство и верувам дека тоа ќе го направи во дадениот рок. Ако не успее, тогаш следат другите верзии со кои само не мислам дека некојаш ќе може да се направат локални и нови парламентарни избори во исто време. Мислам дека тоа нема никој од политичките партии да го прифати. Спас, за крај на кратко. Заев со нова влада или некаква концентрациона влада само заради нови избори? Заев ќе состави влада со албанските политички партии врз основа на платформа која што мислам дека е и проевропска и про НАТО и овако што кој што ги решава меѓуетничките прашања Македонија, затоа што Заев и партијата, коалицијата на СДСМ пред се има коалиционен потенцијал кој што тоа може да го направи, за разлика од ВМРО ДПМН кој што нема коалиционен потенцијал тоа да го направи. Втората работа, влада мора да се формира Македонија како основа за излез од кризата, бидејќи изборите не решаваат ништо. Сите што денеска викаат нема да има влада, мора да има избори, треба да помислат истиот момент дека што ако на следните избори се добие истиот резултат. Пак ли ќе ги имаме истите овие приказки дека се дека ВМРО не формира влада, дека не може во Македонија да се формира влада. Потому треба се отворат идеите за такви апсурдности, за такви едноставно небулози. Македонија е апсолутно модерна држава во која што треба се почитуваат принципите на парламентарната демократија и мислам дека веднаш по добивањето на мандатот врз основа на една платформа со која што дури се излезе на изборите, Заев ќе формира влада со вклученост на сите албански политички партии. Попович, можни сценарија? Сиве овие години се научивме дека всушност треба да има големо мнозинство за да имаме некаква стабилна демократија, всушност назадуваше демократијата сите овие со големи мнозинства. Со големи мнозинства. Така што ја не сакам многу да предвидувам дали ќе има или не. Ја мислам дека има во моментов мнозинство во кое што може да се формира. Прашањето е како тоа ќе се изведе со преговорите. Меѓутоа, тоа што треба да произлезе од цела оваа приказна е сушност дека оваа балансирана ситуација ќе не научи на демократија, тоест нуди потенцијал за демократско консолидирање преку правење компромиси. Дали тоа ќе се искористи, ќе видим. Ве благодарам на сите тројца што бевте мои гости вечерва. Почитувани, тоа беше дебатниот дел. Но во топ тема на ваша страна вечерва имаме и други содржини за нив по кратката пауза за реклами. Вие сте со топ тема на ваша страна. Последен сегмент за вечерва го најавивме кога го промовиравме новото издание на оваа емисија. А тоа е дека освен анализата, истражувањата на општествените проблеми и феномени, ќе се обидеме да дзирнеме и за другата страна од медалот. За многу позитивни работи кои што се случуваат околу нас, но или не ги забележуваме или не им оддаваме должно внимание.
внимание. Млади лидери е сегментот кој што следува во продолжение, а во него за тоа како може од играњето друштвени игри да се заработи и да се води добар бизнис. Тоа им успеало на 4 млади македонци, а сторијата ни ја носи Александар Манасиев. Од Македонија до Соединетите Американски држави, преку Јужна Африка па се до Брунеи. Играта Cavern Tavern, што ја создаде македонскиот тим од стартап компанијата Final Frontier Games, е вистински хит меѓу љубителите на игри кои се играат на табла. Прогласена е за една од најдобрите 10 игри во светот кои се финансирале преку сервисот Kickstarter за 2016 година. За само еден месец колку што траела кампањата, тие собраа преку $100,000. Тимот е лоциран во мал стан во Скопје. Кога влеговме во станот, Тони, Војкан, Ивана и Маја веќе се подготвуваат да одиграат една партија. Играта значи е сместена во таверна, во измислен свет што самите ние си го измисливме. И сега играчите се всушност таму вработени, значи работат во таверната, са во тој свет има елфови, дворфови, значи како на Толкин светот нешто во тој стил. Оваа игра е комбинација од повеќе фактори, значи се битни среќа, тактика, треба да имаш јак фокус за тоа каде ќе изиграш, треба да се планира однапред околу 3-4 потези што би играл. Кај нас тука не се запознаани луѓето многу со друштвените игри, повеќе ги знаат тие монополи, простите, ама тие се баш она заостанати стари игри. Има многу голем напредок во све, значи во механики, тактики и слично. Исто како видео игра, само се вака гледаш физичка копија, да. Додека ни ги објаснуваа правилата на играта, четворицата посакуваа да одиграат и една партија со нас. Мене ми се падна овој намуртен лик од играта, но за да можам да им се приклучам на дечките и да играм, ќе ми треба малку подолго време, бидејќи играта не е толку едноставна, но од она што може да се види дека многу динамична и многу интересна. Во тимот на оваа стартап компанија има економист, политолог, PR експерт и програмер. Пасијата за ваков вид на игри посакале да ја претворат во бизнис. Создавањето на играта траело со месеци. Од идеја, од концепт на играта до завршување на игра која може да се игра со луѓе траеше околу 6 до месеци. Че тука подлежи на тестирање, на балансирање на играта, на механики, променување, измислување. Долг процес е, макотрпен процес е, кој мора да видиш реално производство со реални очи, со објективни очи, дали е доволно добро спремен за да го пуштиш на пазарот. Војкан порано работел како шанкер и како келнер, а денес е дел од фирма со капитал од над $100,000. Од сите искуства во животот, можеби највеќе се најде тоа работењето во кафуле, бидејќи голем дел од играта реално е пренесено, искуството работење во кафиче е пренесено во играта преку механики, преку темата, преку самата интеракција меѓу играчите, представен е моментот на работење во кафуле во самата игра. Иако не станува збор за дигитална игра, во тимот има и програмер. Знаеме во последно време дека младите се повеќе пред компјутерите. Тоа може да ти биде професија, но не мора да ти биде целиот живот. Значи, битно е да најдеш начин да се дружиш со луѓето, значи во реално време, не пред компјутерите. Има ли потенцијал Cavern Tavern да стане компјутерска игра? Да, има голем потенцијал. Веќе сме во преговори, значи тоа да се изреализира. Меѓутоа чекаме да помине целата фама со друштвената игра, за да можеме да се фокусираме малце повеќе на тоа. За да го финансираат бизнисот, тие одлучиле да водат кампања за собирање на средства преку Kickstarter, сервис каде се финансираат главно стартап идеи. Баравме 18.000, бидејќи тој беше минимумот што нашиот производител, кој се наоѓа во Кина, ни го бараше. Значи, 500 копии беа минимум и тоа чинеше со се испорака околу $18,000. Значи, без таа цифра ние не можевме ништо. Се изненадиле кога забележале дека играта ја купиле играчи буквално од целиот свет. Имавме интересно од Јужна Африка поддржувачи, имавме од Француска Полинезија, имавме и од Брунеј поддржувачи. Веќе го подготвуваат и второто продолжение од играта, кој би требало да се појави на пазарот годинава. Пак имаме кампања на Kickstarter во април и очекуваме да се движиме во тој правец, да станеме издавачка куќа, значи да пласираме што е можно повеќе друштвени игри, па не само на Kickstarter, туку воопшто, значи да се шириме во тој сегмент. Велат дека родителите не очекувале дека еден ден пасијата за играње игри ќе ја претворат во сериозен бизнис. Претходно не ни знаеа, а и ние не им ни кажувавме многу
што правиме, знаеш, да не ни зборат као нешто, земи се едни работа. Класика, значи, македонски муабет. Али мислам дека се изненади и они позитивно кога видоа што направивме. Од игра до бизнис. Ако имате некаква идеја, не ја чувајте во себе, никогаш не се знае каде води патот кон успехот. Тоа беше се во вечерашнава топ тема на ваша страна. Утре со вас е Александар Чомовски во редовното 9-но издание на Топ тема. Бидете со тема.